Добре дојдовте. Економијата е во фокусот на денешното неделно интервју на Радио Слободна Европа. За проблемите и предизвиците на домашната економија разговараме со професорот Трајко Славески, поранешен министер за финансии. Професоре Славески, деновиве гувернерот Богов изјави дека македонската економија е добро подготвена во случај на нови кризи на светските финансиски пазари. Може ли навистина една мала економија како што е македонската да остане имуна на светските влијанија и при тоа да не почувствува никакви последици? Значи, она што би ја засегнало македонската економија доколку има засилени финансиски турбуленции на светските финансиски пазари, кои што ќе се пренесат во реалниот сектор на развиените економии, кои што абсорбираат добар дел од нашиот извоз, и тоа е каналот што би можел негативно да влие на состојбите во Република Македонија. Ова што го порачува господинот гувернер Богов е тоа дека финансискиот систем е стабилен, дека тој е тестиран, дека е отпорен, а во известна мера е отпорен и заради тоа што не е премногу интегриран со светските финансиски пазари и тука не може или не треба да се очекуваат некои поголеми негативни ефекти што би имале одраз на здравоста на нашиот финансиски сектор и на реалната економија. Но сепак некои поголеми забавувања или намалување на бруто домашниот производ во развиените земји, особено во западноевропските земји, би имале негативен ефект на растот на македонската економија, односно би го забавиле она што очекуваме забрзување на растот. Како го коментирате фактот што годинава имаме најобемен буџет? Партијата на која што и припаѓате вели дека е расипнички, власта се брани дека е домакински. Може ли професор Славески вака конструиран буџет, вака конструирана државна каса да биде солидна основа за покривање на фискалниот дефицит и за стабилизација на јавниот долг? При подготовка на буџетот за 2018 година, сегашната влада немаше многу простор за иновативност, за некои порадикални промени, прво заради времето, кој што и стоеше на располагање, тоа беше летниот период за подготовка на буџетот за 2018 година. Тоа е едно. Треба да се има во вид дека има некои така наречени недискрецијски расходи во буџетот кои што треба да се задоволат. Тоа се социјалните трансфери, тоа се платите за јавната администрација, каде што немате простор за некои нагли промени во краток временски период и тие едноставно морат средства да се предвидат. Понатаму некои проекти се во тек, започнато финансирање пред се на автопатите и други капитални проекти кои што не може да прекинат. И од тука по инерција, барем овој буџет, на расходната страна има толку висок обем на средства. Сега прашање е прво реалноста на проектирање на приходите, што зависи од предвидениот раст или тоа дали ќе се оствари растот на бруто домашниот производ, финансиската дисциплина која што ќе видиме дали ќе биде задржана како во изминатиот период, а на страната на расходите една неизвестност е колку се подготвени буџетските корисници за трошење на средствата, за реализација на проектите и програмите кои што се во овој буџетот. Имено, сега да судиме дали е ваков или онаков буџет и така натаму, најверојатно ќе имаме повеќе простор за некој нареден буџет, да речеме за буџетот наредната година. Според некои аналитичари нема ништо лошо во задолжувањата ако тоа се прави со цел да се покрие фискалниот дефицит и да се одржи нивото на јавен долг на државата. Сепак проблем се јавува кога парите се трошат за непродуктивни цели. Може ли од денешна гледна точка да констатираме дека големата задолженост на Македонија е само и исклучиво поради непродуктивното трошење на средствата во изминатите неколку години? Не може, мислам, не постојат некои анализи кои што може со прецизност да одвојат за кои намени колку средства се потрошени, дали се продуктивни и непродуктивни. Факт е дека имаше инвестиции во областа на културата, нели? И тоа беше, да речеме, еден од приоритетите на претходната или на претходните влади.
Сакам да истакнам дека се фетишизира во изминатиот период прашањето на задолжувањето, нели, ако се сеќавате беше цело време беше на дневен ред. Сега многу помалку слушаме, иако и сегашната влада нели ги прави редовно оние задолжувања на домашниот пазар, значително позајмување средства во странство, така што се зависи од приоритетите на владата и секако дека јавноста очекува повеќе средства да се трошат во проекти од областта на инфраструктурата, кои што ја зголемуваат производствената можност, потенцијалот на националната економија. ВМРО ДПМН исто така критикува за задолженоста на земјата, но факт е дека во период кога таа беше на власт, нивото на јавен долг се зголеми повеќе од 2 пати. Професоре, колкаво треба да биде нивото на јавен долг на земјата и колку треба да изнесува фискалниот дефицит за да не биде доведено во прашање способноста за плаќање? Повторно доаѓаме до прашањето на што беше претходно, зашто се задолжуваме. Именно нивото на јавен долг во Република Македонија сега не е критично, се проценува дека е на ниво на што се нарекува средна задолженост, но со потреба од стабилизација на јавниот долг. Именно јавниот долг, барем во период од неколку години, да се стабилизира, односно да не се зголемува. Ниво на јавен долг од некаде 46-7% од бруто домашниот производ по сите светски стандарди не е нешто што е критично и да не може да се сервисира. Всушност, самата практика покажува дека и во тешки периоди и за време на финансиската и економската криза од пред 5-6 години, ние редовно ги сервисиравме нашите обврски. Минатата година ја завршивме со многу низок економски раст, стапка од 0,5%. Годинава проекциите се пооптимистични, 3,2%. Каде вие ги гледате и ги лоцирате причините за забавениот економски раст? Се она што е испод 4% раст не е добро за Република Македонија, затоа што значи дека тоа е она што можеме без премногу напрегање на ресурсите да го постигнеме. Тоа е некаде потенцијалот на македонската економија, барем на овој среден рок. Именно подложноста на земјата на овие шокови внатрешни, надворешни, го зема својот данок. Како што, гледате, ако може да се, ако ќе се анализираат потоците, ние имаме периоди на забрзан раст, како што беше тоа периодот на 2005, 2006, 2007 година, па кризата, која што на 2 пати 2009 и 2012 година предизвика рецесија и во Република Македонија, па известно заздравување, после политичките проблеми, политичката криза, така што на долг рок стабилизација на политичката состојба во земјата, поволно окружување, инвестиции во образованието, во инфраструктурата би помогнале да можеме да се надеваме дека тие шокови кои што од време на време ни се случуваат ќе бидат поблаги и таа траекторија на растот ќе биде повеќе по позитивна насока. Економијата е честопати критикуван дел и во редовните извештаи на Европската Унија, а секоја од владите економијата ја користи како свој главен адут. Дали сепак за подобри економски резултати е потребна политичка волја или можеби подобра стратегија, поефикасни мерки за подобрување на состојбата? Во сите извештаи од меѓународните финансиски институции, од Европската комисија, уште веднаш на почетокот кога се осврнуваат на економијата, тие даваат признание за, да речем, макроекономската стабилност, за консензусот околу монетарната, фискалната политика, режимот на девизниот курс кај сите влади досега во Република Македонија. Она што е забелешката дека Република Македонија не може да го добие епитетот функционална пазарна економија, заради дисторзиите во економијата, заради високата невработеност и така натаму, заради низот други прашања на кои што треба да работиме во наредниот период, секако дека има простор, доколку, како што кажавте вие, има повеќе политички слух дека политичката нестабилност и штети на економската стабилност и на економските перспективи на Република Македонија, да може да имаме поповолни услови за стопанисување во наредниот период.
Професоре Славески, ви благодарам за разговорот. И јас ви благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за една недела.